Почитувани, промовирањето на социјалната вклученост и почитувањето на човековите права се една од основните компоненти на нашата работа. ВМРО-ДПМН максимално се вложува во рамки на остварување на проектите предвидени од сферата на трудот и социјалната политика. Само дел од проектите ќе ги споменам кои активно се спроведуваат или чија реализација е завршена во оваа област. Со тоа што морам да истакнам дека веќе подолго време постоеше известно отсуство на елементарно чувство на солидарност кон изнемоштените, лицата кои што имаат посебни проблеми или било каква иницијатива или акционен план за решавање на нивните проблеми. Владата предводена од ВМРО-ДПМН во насока на социјалната инклузија и заштитата на социјално немоќните категории на граѓани започна со формирање на дневни центри за деца на улица во Битола, Прилеп и Охрид, додека во текот на 2010 планирано и отварање на транзитен центар за 24 часовно сместување на децата на улица. За децата без родители и родителска грижа овозможивме парична помош во висина од 180.000 денари, кога тие ќе ги напуштат институциите на системот, што за 10 пати е поголем износ од она кое што се исплаќаше во минатото. Со донесувањето на новиот закон за социјална заштита, се води интензивна социјална политика која опфаќа не само социјална заштита за своите граѓани, туку обезбедува и социјална сигурност во сите области. Отворени се првите СОС продавници во градот Скопје, а мрежата на овие СОС продавници ќе продолжиме во минатото. Проект кој што долго време беше, кој што долго ќе продолжиме и понатака, со тоа што дел од проектов беше подолг извесен период коментиран дека нема да успее. Јас апсолутно сакам да кажам дека покрај Скопје веќе се појавија иницијативи од други градови и од други фирми кои што сакаат овој проект да се прошири и во рамки на нивните средини. Морам да истакнам дека претходната власт во принцип немаше изразит концепт со кој што сакаше да помогне во насока на подобрување на статусот на овие лица, а посебно и во насока на заштитата и грижата кон старите лица. Со задоволство можам да кажам дека ова е првата влада која што во првата недела од месецот ги исплаќа пензиите и за тоа може да ви потврдат сите пензионери. Со задоволство можам да истакнам дека одлично се движи и развива проектот за бањско-климатска релаксација на пензионерите и покрај тоа што и овој проект беше често пати во негативни конотации коментиран, сметам дека задоволството на пензионерите е нашиот најголем поттик и она кое што нас не мотивира и понатака да продолжиме со интензивно спроведување на овој проект. Тоа е суштински приказ за прикажувањето на солидарноста како основна карактеристика и темелна вредност на нашата партија. Тоа е доказ дека ВМРО-ДПМН обрнува особено внимание на задоволувањето на потребите и интересите на сите граѓани. Почитувани, свесни сме дека постојат уште голем број предизвици кои треба да бидат решени, но ве убедувам дека ќе обстоиме во нашата заложба за подобар и подостоинствен живот за сите граѓани во Република Македонија. Разликата е во тоа што ВМРО-ДПМН поседува јасен концепт, капацитет, идеи и проекти кои доследно се реализираат и се во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Поседувањето на кредибилитетот и принципиелноста се работи кои не разликуваат од нашите политички противници. Ви благодарам, ако има дополнителни прашања, поведете. Нарекувајќи верзијата дека не само нивна критика, дека нивната верзија била критикувана и од серија европски институции и побара да се врати за расправа и да се гласа, односно да се дебатира по законот што бил во изработен од работното тело. Може ли малку коментар за тоа? Да, благодарам на прашањето. Значи, законот за антидискриминација или законот за спречување на дискриминацијата во овој момент се наоѓа во собраниска процедура. Тоа помина првата фаза, во рамки на втората фаза следува амандманската расправа. По однос на забелешките и коментарите за кои што ги споменавте од соодветната партија, можам да кажам само дека ова е верзијата која што ја изработивме и која што помина ни сите соодветни владини тела. Точно е дека имаше неколку работни верзии на тој закон, но никогаш немавме финална верзија околу која што, да речам, комплетно сите бевме согласени. Владата на Република Македонија го усвои овој предлог текст на законот за заштита од дискриминација и, како што кажав, тој продолжува понатаму во рамки на собраниските процедури, во рамки на второто читање, доколку има известни амандмански интервенции, истите ќе бидат доследно разгледани и се она за кое што може би било прифатливо, би го прифатиле како коригирање, но во овој момент навистина не размислуваме за повлекување, затоа што тој доби својата поддршка за понатамошните фази во рамки на собранието. Океј, ви благодарам.